Колешка Смилевска, пред малку реагиравте процедурално затоа што не сум го спречил во говорот колегата Ванко Верманчев, а излегол од содржината на својот говор според тоа што е тема, а тоа е ребалансот на буџетот за 2019. Сега, репликата на колешката Милевка Ѓоргиева, која што беше далеко од темата ребаланс на буџет, вие викате дека браво. Тоа е односот ваш спрема тоа што треба денеска да биде дискусија, а тоа е општа расправа по ребалансот на буџетот. Пак јавете се за процедурално после. Може? Почитувана колешки Ѓоргиева, јас ќе продолжам со вашата последна реченица која е највистината. Вие реализиравте проекти кои што не ги ветувавте. Тоа е вистината за вашето владење. Тие болни проекти што секој граѓанин не ги поддржува, вие ги реализиравте. А сето тоа што беше во вашата програма, еден проект од тоа немате реализирано. Од вашата програма, вчера колегата Стеван Анџија ви читаше точка по точка, еден проект немате реализирано. Кажувате оти реализирате капитални инвестиции. Знаете ли до пред еден месец колкава е реализацијата на вашите испланирани капитални инвестиции? 24,5%. И вие се гордеете со тој процент? Она што се направи во тие ваши омилени 11 години, што се изгради како капитални инвестиции од сали, од болници, од стадиони, вие не може да го одржувате. Не може да го исчистите, да го изфарбате. Не па да изградите нови. Се фалите со направени патишта или премиерот со автопат од соседна земја и го внесува во вашиот проект. Само ќе ви кажам, пак за општина Струмица ќе се навратам, да знаете колкава е реализацијата и во општина Струмица. Сега премиерот 3 години е премиер. Предходно 3 мандати градоначалник на општина Струмица. Погледнете колешке Ѓоргиева, ова е центарот на Струмица. Сликани како утрински дожд како што го имаме денешниот. Центарот на Струмица, 200 метри од паркот, каде што нема водоводна мрежа, каде што нема канализационна мрежа, за асфалт не изборувам. И дискутиравме и на прошлите ребаланси, и ветив дека секогаш тоа ќе го повторам. Овде живееја до предминатата година 1000 граѓани, сега многу помалце, ради Европската Струмица. Погледнете како изгледа. Заменик министерке. Ова е центарот на градот, без водовод и без канализација. Ова се вашите капитални проекти. Ова е вашата способност за реализација. Зборуваме за водоводна мрежа, за канализационна мрежа, колеги. Центарот на Европска Струмица, каде што 3 мандати, 13 години беше градоначалник премиерот Заев. И се фалите со капитални проекти. Како не ви е срам да сум пратеник од Струмица од власта сега, верувајте, би потонал во земја. Ги лажеа и како советници, и како општина Струмица, и како градоначалник. И видете каде живеат уште 1000 луѓе во центарот на Струмица, без канализација, со вода за пиење од пумпи. Тоа се капиталните инвестиции. Зборувавте за здравството, ги читавте и добронамерно ве советувам да не се зафаќате со тема која што не ја познавате, пошто и тоа што го прочитавте се само ке проекти. Од тоа нито една реализација. Обезбедивте 6-месечен стаж на младите доктори. Знаете ли на јавниот оглас
кој што истече, дека од вкупно 280 завршени доктори се пријавија 25% само. И од тие пријавени нема ниту еден кој што има започнато. Нема ниту еден кој што има започнато. А законот е изгласан 9 месеци. Значи, тие требаше веќе да завршат. А зборувато ти земале плата, не знам што, нема започнато, нема интерес. За ретки болести, ви реков, и во мојот говор напоменав, единствената стапка која што е зголемена, но за кои точно болести и дали сите лица со ретки болести ќе ги добијат потребниот лек. Знаете дека лековите за ретки болести доцнати по година дена, а во најголем број од болестите, барем за тие што има лек, а тоа е многу мал процент на болести за кои што има лек, лекот е потребен веднаш. А ние каснеме со набавка на лекови повеќе од една година и се фалиме со зголемување на буџетот за ретки болести. И пак ќе кажам, сето тоа, целиот популизам, еве како пратеници од власта, од буџетот кој што го кратите во здравството и во образованието, еве како струмичанец и покрај тоа што сега нема колеги од Струмица, предложувам парите да бидат наменети барем за поправка на лифтот. Бев сведок на дете со детска парализа, 14 годишно, како нараце го качуваат на 4-ти спрат на педијатрија. Има ли потреба за повеќе зборови? Нема лифт една година. И оваа театрална штама што е сега во просторијата, ви ја разбирам, но нема да ја оправдам доколку не предложите амандман кај што не за општината, туку конкретно за кој проект ќе одат парите. Еве за општина Струмица. Дали за поправка на лифтот, дали барем за водоводна и канализационна мрежа на овие 1000 души кои што живеат во центарот на Струмица. Тоа не е популизам, тоа е реалност. А вашиот популистички ребаланс на буџетот може да го представувате како сакате. Кај граѓаните нема пари. Граѓаните живеат посиромашно овие 3 години. Прашајте ги, спуштете се меѓу нив, ќе се уверите. Парите, граѓаните не ги гледаат. Тоа е само вашата фарса, а тие секојдневно се соочуваат со своите проблеми. Најдобронамерно, навистина, уште еднаш ќе повторам, она што го кратите од здравството и покрај тоа што не е за кратење, исто како целите за туберкулоза, за сида, не дај Боже да ни се случи некоја епидемија како што имавме со бонобилите, тогаш ќе се прашуваме и ќе трошиме 1000 пати многу повеќе од колку сега. Но дајте за конкретен проект. Еве, за поправка на лифтот во болницата во Струмица. Или за тие 1000 души да им обезбедиме водоводна и канализационна мрежа кои што живеат во центарот на Струмица. Јас ве уверувам дека нема ниту една општина каде што нема водоводна и канализационна мрежа во својот центар. Кажете ми една општина каде што го нема тоа и секогаш ќе го повторам. Ви благодарам.